Вработените во МВР година и пол немаат колективно здравствено осигурување кое ги покрива и надвор од работните места, а им следува согласно Законот за полиција. Министерството е заглавено со тендерска документација и 18 месеци нема избрана осигурителна компанија која ги исполнува условите и критериумите, обвинуваат од независниот синдикат на полицијата. Председателот Гоце Делчев Тодев вели дека над 20 членови се опратиле до синдикатот и побарале правна помош, бидејќи МВР го прекршила законот. Еден поголем број на вработени во полицијата се членови на другиот синдикат или воопшто не се никаде членови, не се осмелуваат да побараат адвокатска заштита и да ги охрабрам сите вработени во полицијата, сите колеги, односно сите оние што се на платен список и се во полицијата, да ме побараат или преку вашата телевизија да се обратат према и кон независниот синдикат на полицијата, ќе им ги даеме на услуга сите адвокати за да може да си ги извршат сите наплати. Припадниците на македонската полиција имаат вкупно 4 синдикати, па Тодев појаснува дека бројката на вработени кои имаат повреди и скршеници и не се покриени со осигурување е поголема. Според него, дел од синдикатите, но и од вработените не се осмелуваат да тужат, иако законот е на нивна страна. Од МВР пак се правдаа дека тендерската постапка се објавувала константно и без прекин, но не се јавувале понудувачи, па затоа постапката се одолговлекла. Постапката се објавува константно без прекин и во истата не се јавуваа понудувачи. Се дотековно објавената постапка каде има пристигнато понуда и во моментов е во евалуација која очекуваме да заврши следната недела. Пред да заглави последниот тендер за колективното осигурување, според праксата од минатото, на 6 месеци се обновувал тендерот и се ротирале различни осигурителни компании. Зошто овој пат е проблем, останува нејасно. Покрај проблемот со колективното здравствено осигурување, од независниот синдикат на полицијата вела дека последнава година и пол повеќе од 100 вработени си дале отказ поради лошите услови за работа. Исто така, на конкурсите за вработување на Министерството, според информациите на независниот синдикат, се пријавуваат кандидати во многу помал број за разлика од минатите години. Заглавен виновник на состојбите од синдикатот го посочуваат министерот Оливер Спасовски.